Комуналниот сектор се соочува со сериозни системски, финансиски и оперативни слабости, кои со години го кочат квалитетот на јавните услуги. Во обид да се обезбеди поддршка за неопходните реформи во секторот, Атком на маса ги стави клучните предизвици, ги детектира приоритетните инвестиции и потребата од идна техничка и институционална помош. Нашиот напор е да се зголеми соработката, како и координацијата помеѓу институциите на локално и централно ниво со засегнатите страни во комуналниот сектор и донаторската заедница, се со цел системско и одржливо решавање на најгорливите проблеми во секторот. Финансиските потешкоти се резултат на наталожените долгови и блокирани сметки, тарифи под нивото на покривање на трошоците, недоволна ефикасност во наплатата и високи издатоци за електрична енергија и енергенси. Атком е со став дека финансиската одржливост е предуслов за континуирани и квалитетни услуги, а за тоа е потребна донаторска поддршка за инсталирање на модели за финансиско преструктурирање на предпријатијата, за развој на економските одржливи тарифни рамки и пилот мерки за намалување на енергетските и оперативните трошоци. Секако потребна е и координација помеѓу институциите. 8 различни министерства, државни агенции се одговорни за овој сектор на водни услуги, меѓутоа носител на целиот реформски процес се уште не е познат, како тоа што е од клучно значење за да можат сите оние кои што се вклучени во овие реформски процеси да можат да следат заедничка агенда. Во делот на оперативните предизвици постојат високи технички и комерцијални загуби, застарена инфраструктура, ограничена документација и регистар на основните средства. Европската директива налага следните 20 години во водниот сектор да бидат инвестирани 2 милиарди евра во инфраструктура, но инвестициите без правилно управување со средствата се неодржливи. Ќе бидат инвестирани во водоснабдителни системи, обновување на нови водоснабдителни системи, обновување на водоснабдителните системи, изградба на пречистителни станици и изградба на канализациони системи. Инвестицијата во човечкиот фактор, инвестицијата во знаењето, во технолошките иновации исто така треба да се смета како капитална инвестиција во овој сектор. Донаторските средства се потребни за финансирање на мали и средни капитални инвестиции, техничка помош за управување со инфраструктурата и јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија. За Сител, Трајан Ристовски.